Европската унија е во фаза кога проширувањето не име на врвот на агендата. Внатрешните реформи се многу поважни за големите европски сили, па поради тоа се поставува прашањето дали нови членки на унијата е она за што размислуваат европските лидери. Што може да ја очекува Македонија, ни кажа поранешниот српски претседател Борис Тадич. Говорејќи за нивното искуство, кажа дека очекувале членство уште по парот на Слободан Милошевиќ, но тоа го нема ниту 2 децении подоцна. Сепак верува дека Западниот Балкан ќе се интегрира во Европската унија, бидејќи безбедна и силна унија не можело да има без овој регион да е дел од нејзе. Тука е слабата точка на европската безбедност. Воспротивно, не мислам дека Европа ќе биде доволно безбедна и силна за соочување со предизвиците во иднина. Само интегрирана Европа ќе биде во можност да биде конкурентна глобално. Да веруваме во членство во Европската унија, но сериозно да се зафатиме со делот на реформите, ни порача поранешниот претседател на Бугарија Петар Стојанов, во моменти кога нашите власти не убедуваат дека само уставните измени не се потребни за европскиот пат. Тој го спомена примерот со неговата држава дека реформите се најважниот сегмент за евроинтеграциите, дел кој што го поминала и неговата држава. 10 години подоцна Бугарија се приклучи на Европската унија и нечестото прашање од моите луѓе беше кога ќе завршат реформите. Мојот одговор беше никогаш, бидејќи по членството во ЕУ ние моравме да продолжиме со реформите, практично во секоја сфера. За да бидете компетитивни, практично мора да се реформирате секој ден. Затоа сакам да кажам дека во Македонија не треба да губите верба дека Македонија ќе биде членка на ЕУ. Тоа е сигурно, сите веруваме во тоа. Во однос на евроинтеграциите, јасно е дека големо влијание има и состојбата со војната во Украина. Според поранешниот претседател на Македонија, Ѓорги Иванов, на светот во овие моменти му требаат лидери кои ќе работат на смирување на состојбите. На светот денес му се потребни лидери посветени на мирот, како што беше Џон Кенеди. Неопходни ни се граѓани на светот кои се посветени на мирот и грижата за бедните, каква што беше мајка Тереза. Но ни требаат и луѓе кои покрај сите предизвици со кои се соочуваме, знаат да ја слават радоста. Иванов беше домаќин на неколку поранешни претседатели на државите од регионов. На форумот за културна дипломатија покрај Тадич и Стојанов своје обраќање имаа и Иво Јосиповиќ, Бамир Топи и Младен Иванич.